Запознав како член, како еден од новите членови на Лайонси пред 2 години и на стартот одма уште во почетокот ми остави голем впечаток. Голем впечаток прво како карактер на човек кој што сака да учествува една таква организација и да придонесе со својата активност за резултати во таа организација. Директно се усмерува на она што треба да се направи, не сака многу да се врти околу нешто, него директно за она што треба да се направи, за она што ќе се договориме и за она што стварно на крај ќе донесе некој резултат. И ја мислам дека не може да се препитаме, она не. Мислам Мила е шампионче една во клубот наш и многу помага и многу да кажем и се ослонувам на нејзините акции, предлози, програми кои што не очекуваат понатака. Оној дел од планинарството што мислам дека и хоби големо нејзино, она сака и преку Лајонсите да го исто така приближи до овие категории на луѓе кои што се наши штитеници, да и нив ги извадиме горе и да нив ги прошетнеме, да и со нив проведеме заеднички моменти. Шампионче. Да, пошто е спортиста, супер ни оди вака, викаме тоа и почнуваме да работиме. Ја вака викам, човек еднаш кога е во организација, цел живот е во организација и организацијата, значи извидниците што беа, тоа беше организација кај што заедно се такмичиш, правевме логори во Чањ, значи тамо мораше да работиме. Имавме летовалци, ние бевме корачари, нели чистиме, помагаме во кујна и така натаму. Со тие пари што ќе ги заработевме преку летото, после тоа одевме на акции низ цела Југославија. Тебе те учат на една групна работа. Значи во Швајцарија тоа беше една од оценките, не дали си ти перфекциониста во работа. Тамо се сите генетски се. Вика колку си добар за комуникација со групата со која што работиш. Тоа е најбитната работа. Значи ако негде ги пуштиш децата од почеток да се научат, не сега како што е работата со компјутерите, сите се на Skype, никој више не разговара. Сите заборави, сите само пуцат на ова. Facebook. Да, или ќе кажат, дојди на ручека, вика, не можам играм со Кореја. Која Кореја бе, црни, дојди да ручешки, мислам, сите мајки ракви нервози сте. Значи јас викам, ако да си во организација цел живот, јас бев во Извидници, оттамо нели отидов во Сојуз на студенти и летав. Оттамо кога завршив нели со тоа бев по Швајцарија, се вратив, си продолжив во планинарење. Сега сум во Лајонси. Лајонси е нешто прекрасна работа. Значи можеш да помогнеш на некоја група, милион начини имаш да помогнеш. Едната е што беше сега акција што сакаме да ја направиме, едноставно Лајонси со Македон клубот да ги однесеме слепите на врв на Водно. И сега нели се размислуваат, абе врне дожд, па не знам имало сонце, па дали викам луѓе бе, планина е планина, тамо немаш да бираш време. Зимаме опрема и одиме. И сега едноставно сакаме на таква акција да спроведеме, бидејќи сметаме дека тие луѓе не треба да ги оставиш без чувството на природата. Има еден човек кој што пишува поезија баш, ама тој имал вид па немал. И кога слушав неговата поезија не можев да верувам дека тој човек толку работи памти. Значи јас што одам не ги памтам, а он едноставно како станав слеп, сите слики си ги вратив назад и почнав да пишувам. И се надевам дека таа акција ќе организираме до врв на Водно, а ако ми успее тоа ќе ги носам на китка. Нема крај. Мила, слушнавме многу необични приказни во врска со тебе. Те видовме во сите можни ситуации кои нака баш носат машки атрибути. Ти си жена со цврст карактер. Интересира женствената страна на Мила. Пева ли Мила дома понекогаш? Што прави? Еве сега си средена, баш еднака убаво изгледаш, имаш минка недотерана. Каде се гледаш повеќе? Мила спортски тип или сакаш некаш, го сакаш предизвикот на една жена, нака спокмена? Јас морам да бидам жена, пошто сум жена. Значи, не можам друго да бидам. Значи, мене дома никој не ми пегла, никој не ми чисти. Например, немам ни жена за чистење. Еден другар што ме зезаш у 10 сат чистам прозор и вика, шо прежба? У поланок, викам интелектуален одмор. Ако не го правам, ќе треба нешто да работам. Многу ми е убаво. Значи, не јас дека никој мене не може да ми ги заврши работите. Значи, прво мораш дома да си подмириш се, ако мисли сето на останато, да го направи за дома да не ти писнат. Значи, морам се маш ми ако вака направи, значи на масата нешто на овакво милјето, знам дека крајна варијанта нешто дома треба да си ја фатам работата подхитно, ради тоа што никој не те толерира. Да направиш баланс. Мораш, не е баланс, тоа е едноставно се знае што е балканска жена.
Ја пополнивме првата премиерна страница на нашиот и на вашиот албум, кој ќе го следите петок во 20 часот на Skynet телевизија. Необични приказни на навидум обичните гости, на навидум обичните луѓе околу нас, а необичен гостин беше Мила Искреновик. Мила, уште еднаш ти благодарам што одвои време и беше гостит во нашата емисија. Во секој време. Во секој време. Каде вечерва, Мила? На спиење се. Нема на никаква планина да се искачиш? Не, утре ќе си го фатим. Ние обично рано си стануваме на кај 5 сат, па почнуваме до 6 да се собереме во 6 да тргнем, иначе на вечер рано се легнуваме. Одиш некаде сабота? Утре? Да. Да. А не Затоа морам да се наспијам за 2 дена, ќе си го фатиме викендот. Со твоите од Македон? Да се подразбират. Те чекаат таму. Ќе одиш вака облечена? Сигурно не. Сигурно не. Мислам дека и моите се нема да ме препознаат вака облечена. Ти благодарам уште еднаш, рече дека ни благодари што те поканивме како гостин, се надевам дека не ти избомбардиравме со многу необични прашања. Не, јас на крај ќе им кажам на сите гледачи, Македонија е преубава и ако најдете време, да одите да си ја прошетате, пошто тоа ни е домот. Ето, тоа е пораката на Мила. Македонија не е домот.